Училници со точно утврдени големини и број на ученици, LCD проектори и смарт табли, камери и апарати, ресурсна соба или центар за деца со попреченост, повеќе наменски и простории за целодневен престој, спортски сали, кујна и трпезарија, библиотека со читална, лекар и стоматолог. Вака треба да изгледа едно училиште според новите нормативи и стандарди за основно образование, донесени од Министерството за образование и наука и од Бирото за развој на образованието. Документот од лани летото до најситен детаљ уредува во какви услови треба да се одвива наставниот процес. Со нормативите се предвидува училишен двор од 25 квадрати по ученик за школите со капацитет од над 300 ученици и 40 квадрати за оние со помалку од 300 деца. Оддалеченост од магистрални сообраќајници, централно грејење, јасно дефинирани пристапи за ученици и родители, вработени и технички персонал, достапност за лица со попреченост, спортски терени, училишен парк и градина, паркинг и полигон. Според овој документ ќе треба во иднина да се градат и опремуваат сите нови објекти, а во дел од постојните ќе биде потребна инвестиција, некаде поголема, некаде помала, заради исполнување на утврдените стандарди и обезбедување еднакво добри услови за настава за сите ученици, велат од МОН. Убаво, срочените зборови на хартија се чини дека тешко ќе се спроведат во дел од училиштата, особено во оние стари десетици години, каде условите за настава се субстандардни. Училиштето од Димитар Македонски во Лисиче е од монтажен тип. Изградено 20 години пред јас да се родам, во средината на 60-тите. И после толку време, конечно целосно се обновува. Но за волја на вистината, ова училиште и не е најстарото во аеродром, една од најразвиените скопски општини. Тој примат му припаѓа на училиштето Гоце Делчев, изградено 45-та, на крајот на Втората светска војна. Во монтажното училиште, кое е донација од Франција, учат околу 600 деца. Дел од нив поради реконструкцијата се префрлени во Александар Македонски. Нормативите и стандардите се донесени по изготвувањето на проектот за новиот објект, па и не се очекува нивно целосно спроведување. Да бидам искрена, мислам дека нема да може во целост, без разлика што училиштето ќе биде ново и ќе се доволи голем дел од тие стандарди што се во нормативот. Меѓутоа, таму има навистина уште многу што да се дополнува. Дали е во делот на софтверите кои што се бараат за одредени предмети, нагледните средства и така натаму. Иако тие постојано, значи се трудиме ги надополнуваме, се опремува училиштето, меѓутоа сепак уште многу ќе недостасува и тоа ќе треба во континуитет да се работи. Скопските општини признаваат дека само делумно ги задоволуваат новите нормативи и стандарди. Потребни се инвестиции и за подобрување на просторните услови и за опрема. Колку е тоа во пари, никој не знае. Замена на прозорците и на вратите, уште една спортска сала. Ова е приоритет за основното училиште Ѓорѓе Апулевски. Таму настава посетуваат околу 1000 ученици, но имаат само една смарт табла. Ние како училиште, а претпоставувам и другите, не сме во можност самостојно да го направиме тоа, со оглед на тоа што буџетот конкретно на училиштето е многу низок, тоест еве сега во ситуација на ковид дури е намален, едноставно за тековно одржување, да речеме, она што се плати за наставници, за сметки за комунали и остаток од нешто ако може да се прикрепи, да речеме, да се смени, да се набави средства за хигиена и така натака. Како училиште ние, конкретно основно училиште Ѓорѓе Апулевски, со смарт табли сме, да речем, катастрофална состојба ние. Во Скопје се уште има училишта и градинки што се греат на нафта и на мазот и придонесуваат кон загадување на воздухот. Дел воопшто немаат спортски сали. Објектите се нагризани од забот на времето, инвентарот и опремата дотраени. Годинава за капитални инвестиции во образованието се предвидени милиарда денари, пари со кои треба да се подобрат условите за 100.000 ученици и за наставниот кадар. Главен услов за општините да добијат средства е пристапноста на училиштата за лицата со попреченост. Сликата од терен.
покажува дека потребни се многу повеќе пари за училиштата да ги исполнат стандардите и нормативите за квалитетна настава и престој на учениците.